Цивил медија. Почитувани организатори, почитувани присутни, честитки за ова иницијатива за дебата. Сметам дека е во право време и на прав начин организирана. Јас ке зборувам во моментов во име на иницијативата за една изборна единица, која што е формирана на 11 септември во Клубот на пратениците, од 12 пратеници од вкупно 10 политички партии и еден независен пратеник. Сите ние се залагаме за пропорционален изборен модел со една изборна единица и тоа не обединува. Пратениците кои што застанаа за оваа иницијатива се следниве: Лилјана Поповска, Маја Морачанин, Рубин Земон, Ферит Мухич, Мирослав Јовановиќ, Панчо Минов, Самка Ибраимовски, Јулијана Николова, Јусуф Хасани, Реџеп Мембети, Алија Камберовски и Амди Бајрам. Како пратеници бараме да бидеме вклучени во процесот на измени на изборниот законник, на кој сме обврзани како држава според забелешките на ОПСЕ и ОДИХИР од последните парламентарни избори. За таа цел побаравме состаноци со председателот на Собранието, господинот Талат Џафери, како и со председателите на трите партии СДСМ, ВМРО ДПМН и ДУИ, кои веќе го водат овој процес за изборниот модел. Цениме дека 10% од парламентот, колку што представуваме како 12 пратеници, сме релевантна бројка која што заслужува внимание и заслужува да биде дел од тој преговарачки процес. Цениме дека на ваков начин ќе се обезбеди поголема транспарентност и инклузивност на целиот процес, како и почитување на волјата на оние граѓани кои очекуваат демократизација на земјата преку измени во изборниот модел. Речиси 2 децении од 2002 година до сега, во Македонија на сила е пропорционален изборен модел со 6 изборни единици. Тоа е доволен период за да може да се видат и анализираат позитивните и негативните ефекти од него. Тој беше секако подобар од претходниот мнозински изборен модел, зашто обезбеди поправичен избор на пратеници според бројот на гласови на гласачите. Сепак, распределбата на остатокот од гласовите од листите кои не обезбедиле мандат преку донтовиот метод оди во прилог на најголемите субјекти. Најголемиот недостаток на овој модел пак е ограничувањето на листи на партии или поединци да обезбедат мандат, доколку немаат концентрација на гласови во една изборна единица. Така се случуваше да отпаднат листи кои на ниво на цела држава имаат 30 до 40 илјади гласови, а во парламентот да може да влезат со мали исклучоци само неколку поголеми партии. Ова имаше директно негативно влијание врз македонската демократија, стимулирајќи само неколку големи партии, принудувајќи ги другите политички субјекти во предизборни коалиции, а на граѓаните оневозможувајќи им да влијаат директно врз изборот на пратеник од одредени идеолошки профили надвор од понудата црно-бело. Да ве информирам дека досега имавме средба со председателот на Собранието, господинот Талат Џафери, кого го информиравме и лично за иницијативата, и исто така имаме закажана средба со господинот Зоран Заев како председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за 30 овој месец во 18:30 часот. Одговор од другите до кои што ги лидери до кои што упативме барање се уште немаме. И би кажала само неколку аргументи, ако ми дозволите, дополнителни за потребата од промена на изборниот модел од 6 изборни единици во една изборна единица. Сметаме дека шаренолико општество логично ќе се прелее преку ваков модел во еден шаренолик парламент. И тоа е многу важно за едно мултикултурно општество како македонското. На ваков начин се постигнуваат најмалку 4 добри работи. Прво, јакне плурализмот, јакнат автентични политички партии, второ, трето, јакне изборот на граѓаните, четврто, јакне диалогот во општеството, што пак ќе нагласам за едно општество како нашето е многу важно, затоа што преку диалогот јакне и социјалната кохезија.
И сакам само да реферирам на две забелешки кои што одредени представници и од политички партии и аналитичари ги имаат на изборниот модел со една изборна единица. Се спомнува дека тоа би било губиток наводно за големите политички партии. Сметам дека тоа не е така, затоа што на ваков начин тие ќе можат да си прават и сите ние да си правиме чисти листи од наши представници партиски, ќе можеме да застанеме зад своја програма, јасно и едноставно да ја промовираме, да ги промовираме кадрите што стојат зад неа и потоа според бројот на пратеници што ќе влезат во парламентот на многу поедноставен, почист и поферски начин да се прават здрави постизборни коалиции. Од друга страна се зборува дека овој модел со една изборна единица е скопјецентричен. Тоа сметаме дека апсолутно не е точно. Ако погледнеме сега колку пратеници од скопските општини има во парламентот, ќе видиме дека не само од изборните листи единица и двојка, кои што се наоѓаат претежно во скопските општини, туку Скопјани има и на сите листи низ Македонија. Тие се во најмала рака водители на листи, ги зафаќаат првите неколку места на листите кај поголемите субјекти, а и понатаму на листите е голем бројот на скопјани кои што не живеат во тие изборни единици, но се проценило дека треба било да се доволно познати, афирмирани и дека ќе донесат гласови на партијата, или пак се работи честопати за лица од коалицијата за кои што немало простор во изборните единици од каде што тие потекнуваат, и на тој начин се распределуваат низ цела држава. Така што ни сега ние немаме листи каде што ќе бидат кандидати исклучиво од представници од оние изборни единици каде што живеат. А од друга страна, дали политичките партии ќе ги заборават своите добри играчи, своите одлични политичари кои што се од Велес или од Берово или од Кичево или од Струга, од Охрид? Апсолутно не. И сега, во досегашното искуство со 6 изборни единици, ние гледавме дека честопати координатори на најголемите политички партии биле луѓе кои што потекнуваат од други градови. Тие луѓе се вградени веќе во структурите на своите политички партии, на нив смета политичката партија и сигурно дека нема да се откаже од нивните услуги во иднина при една изборна единица. Освен тоа, секоја политичка партија сака да извлече максимум гласови од цела Македонија, од секое катче. И нормално е дека ќе постави на добитни позиции представници, видни представници од својата партија, кои потекнуваат од различни делови на Македонија, за да ги анимира гласачите од тие делови. И уште еден момент кој што се спомнува дека оние пратеници кои што не се стриктно од некое помало место, нема да има кој да го представи гласот на тоа место во парламентот и нема да ги знае локалните политики. Почитувани, мислам дека на сите ни е јасно дека локалните политики, специфичните политики на секое делче од нашата држава се водат на ниво на локална самоуправа преку локалните совети. Така што не треба да се оди стриктно фокусирано на секое местенце во државата да има пратеник. Тоа го немало ниту досега, го нема ни во други држави. Битно е да биде од регионот, да ги разбира работите и да се постигне застапеност. А како што веќе претходно објаснив, заради и обезбедување гласови од секој регион, од секој дел од државата, политичките партии секако дека тоа ќе го тие граѓани тие кандидати своји ќе ги вградат на листите. И конечно ќе завршам со тоа дека како пракса најголем дел европски држави функционираат со една изборна единица со различни модалитети, различни прагови, без прагови. За нас како иницијатива за една изборна единица е најдобро да биде без праг, да биде холандскиот модел, кој што е најправичен и најрепрезентативен. Колку што има гласачи за одредена партија или опција или група,
толку влегуваат пратеници. Најфер, најчист. И да не заборавиме уште еден аргумент. Европските избори се водат според принципот на една изборна единица. Секоја држава си е една изборна единица, па со оглед на тоа што сме тргнале по европскиот пат, мислам дека на ваков начин ќе го европеизираме и патот на нашите парламентарни избори. Ви благодарам. Цивил медија